Прво, најголемиот проблем е луѓето кога купуваат облека не читаат состав на етикети. Значи, мене составот ми е најбитен. Јас не можам да купам нешто што е 100% полиестер. Кај нас во денешно време да купиш нешто што е 100% природен материјал е многу мал процент и е прескапо. И луѓето гледаат, значи, првично ја гледаат цената. Не го гледаат составот. А не гледаат дека тој состав, кога ќе го ставиш врз кожата, кожата го прима и тоа се влегува во организмот. И од тука настануваат и болести и се. Не гледаат состав за деца. Значи, мене ми е многу битно составот за деца, се што купувам да е 100% природен материјал. Не можам на дете мое да дадам нешто што е синтетика. Гледам и за мене. Значи, не може да е 100% природен, но барем 60 до 70% да е природен материјал. Освен, нели, памук, каде што може да биде 100% памук. Но зборувам за волна, кашмир, свила, каде што гледаме да е поголем процент да е природен материјал. Кога е природен материјал и кога е квалитетно, парчето трае и подолго време. Јас секогаш тоа го промовирам и кај мене на мојот Инстаграм профил дека една жена, еден човек, не само жена, треба да има една капсуларна колекција. Што тоа значи? Луѓето не знаат што е капсуларна колекција. Капсуларна колекција каде што имаш 20 парчиња basic, значи во твојот ормар, и од тие 20 парчиња ги користиш 5 години, се високо квалитетни, си ги платил по солидна цена и тие не се уништуваат затоа што се многу квалитетни. И можеш да ги носиш, не им минува модата, како една ролка, бела кошула, класични панталони, сако, одело, бейзик ташна, црни чевли. Значи, тоа сето треба да биде убаво, високо квалитетно и ќе го носиш со години и само сезонски можеш да го надополниш со 4-5 парчиња трендовски и кога ќе го искомбинираш, тоа ќе изгледа како сега што е модата и трендот во денешно време. Но никој тоа не го купува.